Добро вечер, следуваат урбаните вести. 6 филмови од современата иранска кинематографија, снимени од 2005 до 2014 година, ќе бидат прикажани во кинотека на Македонија од 22 до 27 јануари. Влезот за проекциите е бесплатен. По генералната најава следуваат и останатите денешни вести. 150 пријавени за фаќање на крстот во Вардар во Скопје. За роман на годината 2017 ќе се надпреваруваат 28 книги. Панел дискусија: потребата од дигитализацијата во 21 век по повод роденденот на Википедија. Спорт за сите: инклузија на лицата со инвалидност во спортскиот живот. Пријавувањето за овогодинишното фаќање на крстот на главната верска манифестација заврши вчера. Од Скопската епархија информираат дека оваа година се пријавиле 150 верници, кои во 12 часот ќе влизат во водите на Вардар со цел од водата да го извадат осветениот крст. 150 луѓе утре ќе учествуваат во традиционалното спуштање на крстот на Богојавление Водици во Вардар во центарот на Скопје, информираше денеска Скопската епархија. Пријавувањето беше од 10 до 17 јануари. Спуштањето на крстот во водите на Вардар ќе биде утре напладне од мостот кај хотелот Holiday Inn и ќе го изврши поглаварот на Македонската православна црква господин Стефан. Предходно во 9 часот архиепископот господин Стефан ќе богослужи златоустова литургија во црквата Рождество на Пресвета Богородица, а потоа богојавленски литии ќе се упатат кон местото каде што ќе се одржи традиционалната верска манифестација. Како што е веќе познато, во текот на утришниот ден на повеќе локации во Скопје ќе се одвива верската манифестација фрлање на крст во осветените води на реките, со цел да се обезбеди поголема безбедност на учесниците и посетителите. СВР Скопје одлучи да воведе изменет сообраќаен режим на повеќе сообраќајници. Посебен сообраќаен режим на неколку сообраќајници во центарот на Скопје, како и во општините Ѓорче Петров и Аеродром, ќе биде воведен утре на 19 јануари поради верскиот празник Водици. Од 10 часот до завршување на манифестацијата за Водици во центарот на Скопје, за сообраќај ќе бидат затворени улиците Филип II до булеварот Гоце Делчев и улицата Кеј 13 ноември до булеварот Кочо Рацин. Во општина Ѓорче Петров од 10 часот за сообраќај ќе бидат затворени сообраќајницата од црквата Свети Петар и Павле десно по булеварот Партизански одреди, десно по улицата Ѓорче Петров, лево по улицата Васил Чакаларов, како и од црквата Свети Пантелејмон по улицата Димир Трајко и лево по улицата Васил Чакаларов до железничкиот мост на реката Вардар, соопштува СВР Скопје. Во општина Аеродром од 10 часот за сообраќај ќе биде затворен локалниот пат кон село Лисиче. Изминатата недела, од 8 јануари до 14 јануари, во Република Македонија се регистрирани 428 нови случаи на заболени од грип. Најголем број заболени се пријавени во најголемата возрастна група од 15 до 64 години, а највисока инциденца се регистрира кај најмалите, децата на возраст од 0 до 4 години. Изминатата недела, од 8 до 14 јануари, во Република Македонија се регистрирани 428 нови случаи на заболени од грип, што е зголемување за 74% споредено со неделата пред неа, од 1 до 7 јануари, кога беа регистрирани 246 заболени лица, се наведува во извештајот што на својата веб страница денеска го објави Институтот за јавно здравје. Од институтот наведуваат дека во однос на минатата сезона, кога биле регистрирани 5475 случаи, постои значително намалување на бројот на заболени во втората недела, која изнесува 92,2%. Најголем број заболени се пријавени во најголемата возрастна група од 15 до 64 години, а највисока инциденца се регистрира кај најмалите деца на возраст од 0 до 4 години. Оваа недела најголем број заболени 125 се пријавени од подрачјето на подрачната единица Гостивар, а највисока инциденца е регистрирана
регистрирана на подрачјето на подрачната единица Дебар. Во сезоната 2017-2018, вкупниот број на пријавени случаи со заболувања слични на грип изнесува 1756. Регистрираниот број случаи е помал за 94%, споредено со истиот период од минатата сезона. Во текот на втората недела од годинава, во вирусолошката лабораторија на Институтот за јавно здравје тестирани се 16 материјали за грип. Од тестираните материјали 6 се позитивни за присуство на вирусот на инфлуенца, 2 инфлуенца А, H1N1, ПДМ и 4 инфлуенца Б. 28 македонски автори се пријавија на конкурсот за роман на годината, награда што ќе се додели на 15 март. Пријавените романи се од различни жанрови и нудат разноликост во македонското романсиерство. 28 книги ќе учествуваат во изборот на роман на годината за 2017 година. Тие се пријавени на конкурсот кој траеше од 15 декември до 15 јануари, годинава првпат во организација на Фондацијата Славко Јаневски. Од 1999 година до минатата година, 2017, конкурсот за најдобро дело во македонската романсиерска продукција го организираше редакцијата на Утренски весник. По неговото згаснување традицијата ја продолжува Фондацијата Славко Јаневски. Книгите кои се во трка за наградите ќе ги разгледува 5-члено жири, а добитникот на роман на годината за 2017 ќе биде соопштен на 15 март. Во организација на Градската библиотека Браќа Миладиновци, Издруженијето за умножување на слободни содржини ГЛАМ Македонија, денеска се одржа панел дискусија на тема потребата од дигитализацијата во 21 век. Со овој настан се одбележа и роденденот на Википедија, која е формирана во 2001 година. По повод прославувањето на роденденот на семрежната енциклопедија Википедија, денеска во спомен собата на Градската библиотека Браќа Миладиновци се одржа панел дискусија на тема потребата од дигитализација во 21 век. Во организација на библиотеката Издруженијето за умножување на слободни содржини ГЛАМ, кој работи на реализација на проекти поврзани со Википедија, чија главна цел е збогатување на знаењето кое е слободно. Претседателката на Здруженијето ГЛАМ, Снежана Штрковска, истакна дека идејата на оваа панел дискусија е да се видат и слушнат разни мислења и погледи за дигитализацијата, затоа што Википедија е дигитална енциклопедија и ја нема во писмена форма. Темата за дигитализација не е од таму што оваа енциклопедија Википедија е дигитална, значи ја нема на писмена форма, ја нема во печатена форма и идејата е да ги слушнеме различните гледишта од Државниот архив, од библиотеката, од Градската библиотека, од Музеот на македонската борба и од нашиот матичен википедијанец, што е овдека соработувавме минатата година со Градската библиотека, значи какви се нивните погледи за дигитализација. Википедиите се места каде многу различни доброволци работат заедно за да напишат енциклопедии на различни јазици. Википедија на македонски јазик постои од септември 2003 година и моментално има 92.362 енциклопедиски статии, кои се лесно достапни и слободни за употреба. Но оваа бројка на статии, како што вели Снежана Штрковска, е мала и затоа тие работат на збогатување на содржините на Википедија и за таа цел обучуваат ученици и возрастни за уредување на оваа дигитална енциклопедија. Ние обучуваме ученици и возрастни за уредување на Википедија, за да може да уредуваат според правилата и прописите или како да се изразам како е тоа прифатливо за една енциклопедија. И се обидуваме на тој начин да се зголеми, да го зголемиме бројот и на луѓе кои потенцијални уредувачи за понатаму, меѓутоа и луѓе кои би се однесувале со поголем респект кон Википедија. Регионалниот проект Спорт за сите, во кој се опфатени 7 земји од Балканот и Европа, со бројни активности ја нагласува важноста од вклучување на лицата со инвалидитет во спортските активности. Во проектот акцент е ставен на возрастната група од 15 до 29 години, а истиот ќе трае до 30 јуни.
Националната федерација за спорт и рекреација на инвалидите на Македонија минатата година го започна проектот Спорт за сите во рамките на Еразмус плюс спортската програма, чија цел е да се промовира потребата од спорт и телесна активност за лицата со инвалидност. Проектот ќе трае до 30 јуни, а во него се вклучени партнери од Италија, Австрија, Словенија, Србија, Црна Гора, Хрватска и Македонија. Како што истакна проект менаџерот Бранимир Јовановски, целта на овој проект е да се вклучат во спортот лицата од 15 до 29 години, кои се соочуваат со никаква физичка попреченост. Целта на овој проект е инклузија на младите лица со инвалидност на возраст од 15 до 29 години во рекреативни спортски активности и подигнување на јавната свест за потребите од физичката активност како основа за здрав начин на живот. Телесната активност како неоспорен дел на спортот има многу позитивни влијанија врз единката, лицето со инвалидитет и општеството во целина. Вежбата не само што го подобрува телесното и менталното здравје на единката, превентивно делува во намалувањето на ризикот од одредени болести, особено на кардиоваскуларниот, на респираторниот систем, и дава можност, ова е особено важно за социјална инклузија и интеграција на лицата со инвалидност во општеството. Преку телесната активност и спортот, лицето со инвалидност може да го презентира својот талент, може да го надогради и секако да го представи на широката јавност и меѓу другото да ги сруши вообичаените стереотипи дека лицата со инвалидност се болни и неспособни. Телесното вежбање и спортот не се резервирани само за здравите лица, додава Јовановски, нагласувајќи дека лицата со инвалидност имаат дури и поголема потреба за вежбање од здравите лица. При изборот на спорт важно е правилно да се изберат спортските дисциплини кои поволно делуваат на целиот организам и ја зголемуваат мускулната сила, подвижноста, еластичноста и координацијата на движењата. Спортот, покрај за физичкото здравје, игра голема улога и за емоционалната состојба на лицето со инвалидитет. Општина Кисела Вода работи на расчистување на сметот, при што изминатите денови беа собрани 4 тони смет од урбаната заедница Цветан Димов и околу 3 тони смет од урбаната заедница Кисела Вода. Акцијата ќе продолжи во урбаната заедница Берарија и во местната заедница Пинтија. Во општина Кисела Вода продолжува акцијата за чистење на сметот во сите местни и урбани заедници. Од општината информираат дека денеска се чистат урбаните заедници Црниче и Расадник, а кон почетокот на следната недела акцијата ќе продолжи во урбаната заедница Бирарија и во местната заедница Пинтија. Во текот на неделава беа собрани околу 4 тони смет од урбаната заедница Цветан Димов и околу 3 тони смет од урбаната заедница Кисела Вода. Минатата недела се чистеа урбаните заедници 11 октомври и Драчево, каде беа собрани 7 тони смет. Од општината најавуваат дека и во иднина ќе се вложуваат напори за почиста и поздрава животна средина и апелираат до граѓаните за совесно однесување. Утре ќе провладува суво и потопло време со умерен ветер од југозападен правец, а за време на викендот времето ќе биде променливо облачно со повремени врнежи претежно од дожд. Во продолжение на вестите МТМ Метео. Тоа беше последната содржина што ја подготвивме за ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието и имајте пријатна вечер со нашата програма. Довидување.